Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Игнатий Богоносец и светиот Данило архиепископ српски. Свештеномаченикот Игнатий Богоносец. Овој свет човек е наречен Богоносец затоа што постојано во своето срце и на јазикот го носел името на живиот Бог. А уште според преданието тој е наречен Богоносец и затоа што бил земен во рацете од Бога овоплотениот Исус Христос. Во оние денови, кога Господ ги поучувал своите ученици на смирение, зел едно дете и ставајќи го помеѓу нив им рекол: кој пак ке се смири како ова дете, тој е поголем во Царството Небесно. Тоа дете бил Игнатий. Подоцна Игнатий бил ученик кај светиот Јован Богослов заедно со Поликарп, епископот Смиренски. Како епископ во Антиохија тој управувал со Божјата црква како добар пастир и прв го вовел антифонскиот начин на пеење во црквата, тоест пеењето на две певници, така што кога пеењето на едната страна ќе престанело, на другата започнувало. Таков начин на пеење му се открил на светиот Игнатий помеѓу ангелите на небесата. Кога царот Трајан поминувал низ Антиохија, одејќи во војна против персијанците, дознал за Игнатий. Го повикал кај себе и почнал да го советува да принесе жртва на идолите, па потоа ќе му дадел чин сенатор. Откако биле залудни и советите и заплашувањата на царот, светиот Игнатий бил окован во железо и во придружба на 10 немилосрдни војници бил испратен во Рим за да биде фрлен пред зверовите. Игнатий се радувал на страдањето за својот Господ и само се молел на Бога зверовите да бидат гроб за неговото тело и никој да не го попречи во таа смрт. По долго и тешко патување од Азија преку Тракија, Македонија и Епир, Игнатий пристигнал во Рим, каде што бил фрлен пред лавовите во циркусот. Лавовите го растргнале и го изеле, а оставиле само неколку поголеми коски и срцето. Овој славен љубител на Господа Христа пострадал во 106-та година во Рим, за време на христоборниот цар Трајан. Се јавувал повеќе пати од оној свет и правел чуда, помагајќи му на секого се до ден денес, на секого кој го повикува на помош. Поуки од светите отци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Светиот Данило архиепископ српски. Син на богати и боголюбиви родители. Во младоста бил добро воспитан. Кралот Милутин го зел во својот дворец, но тој од голема љубов кон Бога побегнал и се замонашил во Кончулскиот манастир крај Ибар. Подоцна бил игумен на Хилендар и претрпел многу од бандите на латинските крстоносци.
Бил епископ Бањски, потоа Хумски и најпосле архиепископ Српски. Од почетокот па до крајот бил строг подвижник. Имал посебен дар на солзи. Ги помирил кралот Милутин со Стеван Дечански. Се борел храбро против латините како и против богомилите. Под негов надзор се зидани манастирите Бања и Дечани. Обновил и созидал многу цркви. Го напишал родословот на српските кралеви и светители. Неуморен во службата на Бога до крајот на животот, тој мирно се упокоил во времето на царот Душан, во ноќта помеѓу 19 и 20 декември во 1338 година. Голем јерарх, голем подвижник, голем трудолюбец и голем патриот. Поуки од светите оци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсий Светогорец. Елици во Христа крестисте ся, во Христа облекосте ся. Поуки од светите оци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев.